По 11 години партениците го завршија во целост својот мандат, иако веќе немаат работа во собранието, тие може да бидат повикани во секое време, доколку претседателот на собранието одлучи дека треба законодавниот дом да заседава. Тоа се предвидува со деловникот, но и уставот на државата. Се вели дека собранието е во постојано заседание. Голем број на закони остана неизгласани, а поради тоа последиците ќе ги трпат граѓаните. Еден од нив е и законот за заштита на деца, а чија што цел е решавање на проблемот со недостаток на лиценциран стручен кадар во градинките во Македонија. Добро, каде е проблемот? Зошто законот не се најде на дневен ред или воопшто не? Навистина не знам зошто политичарите, зборам во парламентот председени денеска, одлучија да на грбот на децата да прават политика. Немаше потреба. Луѓе го чекале за лиценција од 21 година, 22 и 23 дел пријавени, денеска се пријавуваат се уште. Тоа е нормален процес, така барање може да поднесе секој. Чи бројот надминува можеби над 1000? Над 1000 веќе денеска и таа бројка, така да веќе не броиме, затоа што верувајте дека не ги решивме тие од 21 кои што се дискриминирани за жал, така, бидејќи други кои што биле од 23 пријавени, па тие полагале. Тука е уствари суштинскиот проблем на прашањето. И народниот правобранител со остра реакција откако собранието вчера не ги донесе долго очекуваните и неопходни законски измени со кои канцеларијата би добила поголема финансиска и административна независност, но и законски ингеренции во работата кои и сега ги извршува без соодветно законско решение. Причината официјално и административна бидејќи не биле преведени амандманите кои ги доставила политичката партија Левица. Овие измени требаше да овозможат имплементација на препораките на Европската комисија во делот кој што се однесува на независни регулаторни контролни и надзорни тела, вклучително и народниот правобранител, а согласно кој треба да се осигура нивната независност и да се зајакнат нивните капацитети. Вчера беше последниот ден со пленарни седници за пратениците. Во 4-годишниот мандат одржани биле 149 седници, но комплетно завршени биле 102. Биле донесени над 830 акти, сепак 139 не влегле во процедура или поради несвикување на комисија или поради голем број на поднесени амандмани. Сепак овој парламентарен состав ќе присуствува на инаугурацијата на новиот претседател на државата на 12 мај, а 20 дена по избори, Митревски треба да ја закаже конститутивната седница на новиот собраниски состав. Ако тој тоа не го стори, ќе го стори најстариот парламентарец избран од граѓаните.